Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност. Го слушав, колешке, вашето обраќање, но за жал не добив одговори на повеќе прашања, нешто кое што во изминативе денови и на комисиската расправа се обидуваме да го дознаеме. Практично нормално е дека за вас буџетот ќе биде најдобар досега, дека ќе даде одговор на многу прашања, ама тоа навистина не е така. Додека вие читавте што све ќе се случи во наредната година, можете да отворите на Евростат, на европската, би кажал, институција која што врши анализа на одредени показатели и ќе видите дека Република Македонија е третата најсиромашна земја во Европа. Повторно кажувам, изворот на овие информации е Евростат. Понатаму јас не слушнав во вашето излагање дали до година ќе почне барем изградба на 1 километар автопат во оваа држава. Дали ќе почне? Нема да почне. Не слушнав дали до година ќе се закова првата шајка за изградба на студентскиот град кој што го ветувавте. И тоа не го слушнав. Не слушнав до година дали ќе се стави цигла на цигла на ниту едно ново училиште. Не слушнав до година дали ќе се покачат платите, дали ќе се направи нешто во насока на зголемување на бруто домашниот производ. Не слушнав ништо друго освен во она експозе на буџетот за наредната година, како ќе има фискална консолидација на оваа земја, како ќе успееме да го спречиме слободниот пат, освен тоа што ви го направиле. Не слушнав ништо како ние ќе го подобриме животот на граѓаните на Република Македонија. Понатаму, и вие и јас доаѓаме од иста изборна единица. Изборната единица 2. За овој буџет, за наредната 2021 година, во изборната единица 2 не е предвиден ниту единствен проект. Оној кој што го најавувавте како мегапроект клиничкиот центар во Ѓорче Петров, апсолутно нема ништо. Нема ниту еден проект кој што е подготвен, кој што е испроектиран и кој што може да почне постапка за негова реализација. Ниту единствен проект кој што може веќе од 1 јануари да се распише јавна набавка и да се воведе во градба. И слушаме многу и ова ќе се направи, она ќе се направи. Еве јас седам тука и одговорно тврдам. За 2 или 3 месеци повторно ќе бидеме во оваа сала и ќе разговараме повторно буџет, ама овој пат за ребаланс на буџет. И повторно ќе ги намалувате ставките и ние ќе ве подсетуваме дека и до година вашиот план е ист. Да не се направи ништо, да се пласираат само празни флоскули и ништо од овој народ да не види од ова што се подготвува во овој момент. И ова не е буџет за финансиска консолидација и сопирање на сиромаштијата, туку е овој буџет кој што треба да збогати една елита која што е блиска до вас. Благодарам.